Дури и над 100% зголемување на цените на автобуските билети плаќаат студентите за превоз до Скопје и назад, а по пандемијата се укинати и голем број од меѓуградските линии. Укината и мерката од 1200 денари за меѓуградски превоз која беше активна до јуни минатата година, велат од УСС. Од Комисијата за студентски стандард при Универзитетското студентско собрание потенцираа дека ова е тежок удар по студентскиот стандард и дека е неопходно да се воведат итни мерки за подобрување на состојбата со студентскиот превоз во државата. Одредени градови, покрај тоа што немаат попуст за студенти, немаат ниту повратна карта. Таков е примерот со Струмица, каде што картата во еден правец изнесува 680 денари, а бидејќи немаат повратна карта, студентите за да патуваат во два правци треба да платат 1360 денари. Поевтино е да летаме до Италија, отколку да патуваме до Струмица со повратен билет. Превозниците ги оправдуваа високите цени со зголемените трошоци за гориво, но сега кога тие трошоци се намалени, нема никаков обид за корекција на цените на билетите. Освен до Струмица, студентите велат дека повратен билет нема ниту до градовите Тетово, Куманово, Штип, Велес, Радовиш и Свети Николе. Покрај тоа, студентите од Македонска Каменица, Делчево, Демирхисар и Крушево воопшто немаат пристап до меѓуградски превоз. Како УСС УКИМ, тековно ќе испратиме барање до сите превозници кои што не овозможуваат повратен билет да го направат тоа. Студентите подсетуваат дека пред 2 години беше донесена и Националната стратегија за млади, во која стои и мерката за намалување цени на меѓуградски автобуски превоз за студенти и средношколци, како и зголемување на редовноста на линиите, но иако рокот беше до мај лани, се уште не е реализирана.